Се погласни се шпекулациите дека Алијансата за албанците нема да го задржи Министерството за здравство. Иако имаше информации дека Алијансата по секоја цена сака да го задржи овој ресор, сепак водечката партија во владината коалиција има и своји планови. Од партиски извори има неофицијални информации дека СДСМ сака да понуди свој квалитетен кадар за министер за здравство, но Алијансата на села би го прифатила тоа под услов да добие министерство кое би имало слична тежина, како што би биле Министерството за образование, транспорт и врски или за труд и социјална политика, кои во моментов ги водат кадри на СДСМ. Викендов се одржа и централен одбор на СДСМ, каде премиерот и лидер на партијата Зоран Заев ги информирал сопартиците дека се водат разговори со коалициските партнери и најавил одлуки до крајот на овој месец. Тој ги известил и дека остварил средби со двајцата лидери на коалициските албански партии, но не постигнале конечен договор. Се уште немаме одлучено. За министерот за здравство се работи за многу сериозен ресор. Јас реков дека до крајот на месецот ќе гледаме да ги донесеме одлуките. 10 дена од кога се официјално прогласени изборите за завршени, интензивно преговараме. Јас вчера го искористив моментот да разговарам и со Зиједин Села, и со Али Ахмети, со нашите коалициони партнери. Денеска повторно имав средба. Секој момент го користам. Час поскоро или ден поскоро го избереме и ова министерско место и да го пополниме испразнетото министерско место за странски инвестиции, како и заменик министерот кој што стана градоначалник на Чаир. Остануваат се уште празни трите министерски позиции кои чекаат на договор помеѓу лидерите на трипартитната владина коалиција, која се очекува да изнајде решение до крајот на овој месец.